35-годишниот Ранко Србаковски од Вевчани викендов ја згрози македонската јавност со расистички и ксенофобични напади кон штипјанецот Зоран Мијалков, познат граѓански активист и самохран татко на 2 деца со аутизам. Пораките се објавени на социјалната мрежа Facebook. Во нив Србаковски пишува дека децата со аутизам треба да се извор на човечки органи и се терет на државата. Мијалков вели дека не му е прв пат да се соочи со лице кое нема емпатија кон децата со посебни потреби. Случајот денеска ќе го пријави во полиција, а вчера реагираше и првата детска амбасада Медјаши. Во врска со овој случај, во текот на вчерашниот ден, детската амбасада Медјаши реагираше до Министерството за внатрешни работи и Оделот за компјутерски криминал по основ ширење на говор на омраза и насилство преку социјалните медиуми согласно членот 394 од Кривичниот законник. Србаковски се соочува со казна затвор од 1 до 5 години. МВР денеска потврдија дека пријавата од Медјаши е пристигната и кусо одговорија дека веќе работат на случајот. Од Медјаши се упати апел до родителите да ги пријавуваат ваквите случаи. Не е прв пат Зоран Мијалков да е цел на напади, но овој пат овие пораки не го погодуваат само него лично како родител, нели неговото семејство, туку и сите родители на деца со атипичен развој. За жал, лицата со попречености во најголем број на случаи се мета на линчови по социјалните мрежи, но и се жртви на стереотипните однесувања и предрасуди поради нивната попреченост. Мијалков, кој сам се грижи за своите деца, вчера доби силна подршка од граѓаните и граѓанските активисти. Голем број на случаи во кои се ленчуваат родителите и децата со посебни потреби завршуваат без да се пријават. Сторителите остануваат неказнети и продолжуваат со ширење на говорот на омраза.